Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте. Вечерва повторна емисијата ќе биде посветена на пензионерите, нивните протести, затоа што е суштествено во она што се прекршува во нашата земја, а тоа е мизеријата на битисувањето. Може би, моја предпоставка е дека може би немаше да се радикализираат некои работи, да вулгарноста на власта, на оние кои не владеат во овој момент, не резултираше со она бескрупулозно, огавно, одвратно, неемпатично, социопатско подигнување на цената на функционерите на нивната плата за преку 70%. Знаете, во едно општество, ствари, што имам да ви зборам? Кој сум ја и како сум ја, што имам да зборам, најдобро ќе ви каже мејлот кој го добив денеска и кој многу онака ме израдува и морам да ви кажам дека ме мотивираше. Го објавив и на Facebook и на Twitter и еве сега да го прикажам на Twitter, кој повеќе не се вика Twitter, Елон Маск му го смени името и се вика X или X. Најверојатно ќе ја прави платформа малце поприближно како Facebook, но малце многу повеќе по-демократско. Господин Жарко Вујовиќ, жарko.vujović@yahoo.com, вистински или не, ама не се замарам. Туку јас сум благодарен за констатациите негови и ова што го напишал до мене денеска. Онака од сабајле се будам, мислам дека поубаво ми беше од првото кафе. Запрепашчен сам неукусом, незнањем и простаклуком начина на кој водите емисију. Баш. Господине Вујовиќу, ми смо опченито красно прихватили вашу примједбу и решили смо се ми, моја екипа, ја и Јелка и Јеница, смо ишли, смо пиле, смо се напиле и так смо спиле и смо се напиле да су се јале њихале. Како и да е, имам, знаеш уште колку лепенки можам да, ама знаеш како ова на мајица ќе си го отпечатам овака. Знаете, до денеска лајт мотив она ми беше и на многу фина, шарената, не шарената, не револуционерка, со Јанко Свиња Дебела пред 10 години. И тоа ја вивна во височините, доби спонзорство од Алкалуид, станаше спонзор на Твитер, стварно беше многу славна. Прва другарка на Боки и на Бетмен, не знам уствари на Бетмен дали му е денес. И така натаму не смеев ништо да ја закачам и викам тогаш само благодарност, вечно паметење. На гроб ке ми стои вака како епитаф Јанко Свиња Дебела, бај Ина Многофина.
тоа ми е решено. Нема да стои Јанко Илковски или Јади Бурек или ово или она. Не, Јанко Свиња Дебела. Но, мислам дека на мојата надгробна плоча најдов уште еден епитаф, значи два епитафа ќе има, на кој ќе стои следново. Запрепашчен сам неукусом, незнањем и простаклуком начина на кој водите емисију. Баш! Ја викам, мојот коментар единствен е на сево ова, да бидеме коректни, не го објавив ја ова само на Твитер, го објавив и на Фейсбук, нели, да биде коректно, еве го, и на Фейсбук, со многу радости, со многу лајкови и така натаму. Само напишав, викам, колку и да се обидувам, ја стварно, а сакам да бидам како викаат, да бидам невкусен, со незнаење и со простаклук да ја водам емисијата човекот. Точно кажа, ја тоа го правам. Но, еве, 23 години ја се трудам и не можам да бидам полош, поневкусен, со помалку незнаење и со поголем простаклук од Пинк, кој го измисливте вие. И то генерација кој успеавте да сјебате една цела прекрасна држава која се викаше Југославија, си имаше своји мани и доблести, прашајте ги вашите што мислат, добро мислат. Зашто? Иако со сите своји мани и доблести, си имаше многу повеќе позитивни страни. Ја сјебавте со војна. А зошто дојде војна? Затоа што крадевте. А зошто крадевте? Оти не работевте. Лопужано една. Така што среќен сум, благодарен сум, затоа што знам колку е мојата одговорност за еродирањето на ова општество, за грабежот, за материјалниот грабеж и за оваа мизерија која денеска ја живеат пензионерите. Некој ќе рече, што па пензионери? За колку години вие сте пензионери? 5, 10, 15? Знаете ли колку е тоа блиску? Знаете ли што е животот? Уште мислите дека сте вечни? Уште мислите, имам ја. Брзо ќе дојдете да станете пензионер. Знаете што е пензионер во Македонија? Најмизерната мизерија во мизерувањето на битисувањето во 21. век. Ја не викам дека они живеат полошо од што нашите предци пред 200-300 години. Но пензионер е на дното на нашето општество. Социјално, економски, морално и етички. Ова општество, пазете, овие политичари кои се на власт, им го прават ова, но факт е дека пензионерите, верувајќи, ма види, тоа се комунисти, наши се, они Тито ке го воскреснат. Еве ви го сега. Воскреснувајте. Воскреснувајте. Не викам сите, но, фала Богу, и покрај сите мани и доблести, затоа што се луѓе од традиција и затоа што ги почитувале нашите предци, кои животите ги дале за ослободата на нашиве земји, балкански, кои се вложиле во оваа земја, зборам од оние честните, и по некоја инерција ги имаат гласано. И тешко е да си признаеш дека син ти е убиец, крадец, лажливец, бидејќи ги чувствуваат како свој. Сваќаш, цел живот верувал во партизаните, верувал во партијата, овие им викат, ние сме таа истата партија, па продолжува, ма не вака треба, остај ти, тоа не бањативе дебели свињи што ви кажуваат дека тоа е нормално, нема ништо. И окей. Но, јас сум меѓу првите кои застанав на страната на пензионерите. Ја немам што подобро и повеќе да направам, одошто да ја отворам мојата емисија и да ја посветам темата наместо за филм, музика, астрономија, медицина, локална политика, градоначалници, ова или она, како што си правам тоа редовно. Не, ја решив емисиите натаму се додека не им се исполнат барањата, ќе биде отворена за секој пензионер што треба и што сака да се јави. Без оглед дали е темата
пензиите и нивните барања, ја исто и вчерашното јавување на господинот Мерсат, за кој после ми рекоа, ми пишуваше еден, ја го прочитав и човекот изреагира повторно и ми напише и сега ќе го прочитам тоа што го пишува. Човекот е Мерсат, бивши припадник на Министерството за внатрешни работи, кој во времето на Југославија бил префрлен во Белград да ги обезбедува нашите функционери, но она што он не го знаел или не го знаеле, наши неколку стотици или десетици или не знам колку полицајци биле префрлени, биле одјавени од нашето МВР, па префрлени на српското или југословенското или сојузното или како и да е, кога дошло време за пензија, нивниот стаж кој го поминале таму обезбедувајќи ги македонските функционери, вклучително и Тупурковски, колку што успеав да ја разберам излагањето на господинот Мерсат, не им го признале. И они имаат можеби за 12.000 пониска пензија. Дали имаат право да се буна? Апсолутно. И да ја користите мојата емисија. Мерсат, ми побаравте да гостувате во емисија. Мислам дека би било контрапродуктивно, но ви оставам и ви стојам на располагање да се јавувате секоја вечер. Еве, јавете се на почеток, ќе ве оставам многу подолго. Исто и Тале и слична компанија, кои сакате да се вклучите. Прво, Натале, молим те, доста со тоа ширење омраза. Јас знам дека не ги сакаш СДСМ и така натаму, но такви атрибути, ја не можам повеќе. Прво, се декларираш како христијанин, ја не слушам љубов. Бидејќи, ако го прашаш нашиот Господ Исус Христос што би направил, ти би требало да збориш со љубов за нив. Да бидеме благодарни за сето зло што ни го правеле, а не да кажуваме колку се они лоши и колку треба да ги мразиме. Малце наративот да си го смениш, а критиката е секогаш добре дојдена. Ја барем не сумја. Вие што на почеток ќе се јавите, ќе имате повеќе простор. Ако има повеќе јавувања, при крајот ќе мора да забрзаме едноставно. Тоа е тоа. Да го прочитам писмото од господинот Мерсат. Не отера во пензија без пензија, стажот ни го призна, а пари не ни дадоа. Господине Јанко, молам да ме викнете или да снимите една емисија со не можам да го разбера зборот. Претпоставам дека е патештествијата на милицајците од Сојузен секретаријат за внатрешни работи на СФРЈ со пресуди од управен до уставен и европски во Страсбург и со жалби, молби и поплаки до премиери и председатели на собрание од ВМРО и СДС. Спрема сите уставни акти ние сме во право, а правда ниеден адвокат и судија не смее во јавност да каже. Благодарам што ме сослушавте, од револтот многу бев возбуден, ве молам преку медиумите, вие можете да ни помогнете. Од скупно 120 милиционери во живот, останавме уште 40 до 50 милиционери, оштетени од МВР кој не уплатувал придонеси за пензиско и инвалидско осигурување во текот на нашата работа во ССУП на СФРЈ. Господин Јанкове, молам да ми се јавите, да ви ја кажеме нашата мака со пензиите. Голем поздрав и лека ноќ. Режија, дали имаме некој на линија у моментов? Не. Благодарам за информацијата. Ја ќе го барам сега господинот Мерсат повторно, а вие да ги ставите телефони, само да ви покажам. Сабајле на репризата. Бидејќи нели секој Сабајле има репризи. Нешто се гледа. Ова се Сабајле пропуштени повици од гледачи кои по десетина пати се јавувале во програмата. Многу ми е жал. Јаде бурек никогаш не била утринска. Ја наутро можам само да водам љубов со мојата сакања. За ништо друго не сум способен. Ни јадам, ни пијам. Не. Или спијам, или водам љубов, правам деца. На Сабајле ништо не можам. Не можам да возам, не можам да зборам, не можам да комуницирам, не можам да работам и така натаму.
Така да ја не знам, за 23 години мислам дека ме научивте дека сум ноќна птица и не можам поинаку. Добро, одиме да го побараме господинот Мерсат. Тонот треба да биде, а секако го земавме и Вибер телефонот. Значи, ја не знам зошто луѓето, иако стои Вибер да се јават по Вибер, они се јавуваат на директната линија, но добро. Пензија, се ќе ви простам. И пуштен телефон, еве тој синојче што не се разбравме, што се изнасме. Да, ја ќутам овој едноставно. Вика, добро, не може да се разбере, ама ќутам, ама Јанко не збори, а ја ќутам. А он слушал уствари цело време, му бил пуштен телевизорот, него слушавме и доцни 6 секунди, 6 до 10 секунди може да доцни на телевизор. Затоа телевизорот да се стиши, тонот на телевизорот и комуницираме директно телефонски. Де факто не комуницирате со мене преку телевизија. Режија, не пуштај уште гледачи, во моментов се обидувам да стапам во контакт со господинот Мерсат. Океј, момент. Слушнав како да е отворена телефонската линија. Господине Мерсат, дали се слушаме? Момент. Оп! Господине Мерсат, ви пуштив и малце музика? Одлично. Да се расположите. Сега дали се слушаме? Не. Ајде, ќе се обидеме. Види, жива програма, скапа продукција, тоа е тоа. Еве го слушаме звонењето, ќе се обидеме повторно. Не можеш да го даваш компјутерот, нема што да се гледа. Ова суха лепота, сухомесната лепота, треба да ги краси вашите домови и да им викате на децата. Ако не изедеш грашокот и боранијата, ќе станеш како него, да знаеш. И да видиш како ќе јадат, ќе кркат. Океј, господине Мерсат, неколку пати се обидовме, 3-4 пати. Се обидовме да ве вклучиме во програма како што баравте, но еве нема. Во секој случај ги отварам телефоните, сите телефони, вклучително и Вибер, па кој преку Вибер, кој директно на која линија сака, нека се јави. Денеска апсолутно на сите им стојам на располагање. Пензионерите и нивните мизерни пензии кои не се усогласени ни со цените. Пазете, многу погрешно се перцепира дека прво владата вика, ние им ги качивме пензиите. Знаеш што е качена? Кога твојата пензија е доволна за минимална кошничка, потрошувачка кошничка, да купиш храна и да платиш минимум лекови, бидејќи нема пензионер што не пие лекови, да платиш струја, вода, телефон, минимални некои трошоци. Пензионерите не се некои, што би рекле французите, раскалашни. Туку домаќини луѓе, штедливи, така што нивните пензии не се ни ускладени со цените колку се подигнати. Тука е нормално манипулацијата дека инфлацијата не е толку. Луѓе мои, инфлацијата за 2 години е преку 200%. За последниве 4-5 години е преку 200%. А пензиите се покачени за 25, 6, 30%. Значи, пензиите не ги следат ни основните ценовни трошоци. Покачување на пензија, да, имам толку. Тоа е минимумот, сега дајте нешто повеќе. И така се создава еден, ама тоа е гебелсовска наци пропаганда. Знаете, искача човек во униформа, со брада, со петокрака и вика
така и така. Кажува фашистичка работа. Но се перцепира како изгледа, а не што кажува. Ваквите лажења на цели машти, обштествено, манипулирање со цела група на граѓани која брои преку 300-350 граѓани во оваа земја, е типично гебелсовска пропаганда. Тоа е пропагандата што нацистичка Германија го залажуваше германскиот народ, кој немаше алтернатива единствено да верува во тоа или по својот здрав разум да бега или да заврши во некоја гасна комора. Денеска е истото. Некој ќе рече легитимно е власта да си се правда себе си. Океј? Ке видиме. Ја само викам кога тогаш ќе има едно големо судење во Македонија за злосторство против човештвото. Меѓу останатото, јас го чекам образование и живувањето врз децата. Жал ми е што никој не го исперцепиравте тоа. Што им се правеше и што им се прави на децата во нашиот образовен систем. Тоа е едно, не го перцепирате, и второ е за време на короната. Сцени какви што сте виделе само на документарци кога е Германија ослободена, кога доаѓаат русите и американците и кога ги снимаат концентрационите логори и она што преживеало и останало таму и купиштата на тела. Погрозно од тоа е овие сцени што ги имавме за време на короната. И никој не одговараше за тоа. А да не збориме за пожари по автобуси, да не збориме за пожари на тажни болници, не зборам ни за непостоечката фабрика за електрични автомобили, ни за Бехтел и Енка кои само добиваат пари, шајка не е заковано. Океј, ги отварам телефоните за вашите јавувања. Ќе чекаме и ќе видиме дали некој ќе сака да се надоврзе. Не мора протести на пензионерите, измени го само... Добро, ај нека стои. Протести на пензионерите. Во ред, добро. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. И убава вечер. Вака, Јанко, јас и синојче се јавив и имаше една протестна нота културна према мене. Кажуват еден господин дека јас сам не живеам, си живеам со супругата, погрешно ме сватија, за тие 50.000 денари што кажував дека потрошувачката кошница. Сакам да Не е исправам битно. тоа. Јас се слагам со тебе и не е битно дали се слагаат другите и дури и ја. Ти си го кажаш твоето и не мораш да се правдаш никому. Ама, Так. се јави у емисија, збори си. Во ред ти благодарам. Вака. За пензионерите, ајде, таа тема е, пошто е најболна тема. Пијум. Ние сме жители од 1.860.000. Во 2016 година, 2015 и 2017 имаме 900.000 вработени. Вие ќе проверувате на компјутерот и можете да ме исправате. Во овој момент имаме 720.000 вработени. Дај го компјутерот. Продолжете да Од зборите, тие ја на режија им 700, кажувам, да. ама и таму не ме слушат. Од тие 720.000 имаме 320.000 административци кои што не допринесува, непродуктивни се, кои што за нив државата плача и пијом, и здравство, и плати. Од 720 ни останува 400.000 вработени. Со 400.000 вработени, или 420 нека бидат, како ќе ги покриеме ние пензионерите во Република Македонија? А тоа е грешка на политичарите, не е грешка на пензионерите. Секој еден пензионер колку се одвојувало. Колку работел, толку плачал. Некој е преварен во приватни фирми, не платиле, некого го платиле и така. Меѓутоа имаат право да прават протести пензионерите, затоа што, пак ќе повторам, како и синојшната тема, со 12.000 денари и да му зголемиш 6,8% или со 15.000 да му зголемиш 7%, тоа се не се 1000 денари.
Што ќе направи еден пензионер со зголемување на 1000 денари? Не, господо, грешките на политичарите не смее да паднат врз грбот на работниците и на пензионерите. А зашто ние ги наградиме нив со 78% зголемување на владини луѓе во Република Македонија? Мислам дека нека ме прата што зборувам. Не застанувам партиски. Не ме интересира ни комуњари, ни патриоти. Тие ги нема. За мене се тие нула. Ги нема. Сакам да кажам и пак тврдам дека ги поддржувам пензионерите. Нека дојдат во обратна ситуација. Нека преживеат еден функционер. Еве вака, еден администратор, обичен администрација. Има 25.000, 22% изголемија, пак сега изголемија, па каде бе 35.000? Он не може да администратор со 35.000 да преживе и со рекетот дневен што го прави од клиентите. А што да правите еден пензионер со 12, 15 и 18.000 денари? Јас не знам каков слух имаат во држава овие политичари. Ова све наликува, само не наликува на држава. А да ви потенцира вчера за инвалидските пензии. Верувајте, ова што го говораме тачно. Меѓутоа, не ја знам бројката, зашто јас не работам тамо. Навредливо е, ќе кажам, како на пазар се продава. Али вистината нека не ги вречат. Како тоа се продава? Добро, ајде, немој се. Со прости зборови сакам да кажам 3000, имаше тоа случај пред 7-8 години во Тетологи Фатија. Ништо, се заташка таа работа. 20 доктори ги сменија од Уво и Грлово кардиологија и се. Знаеме јавно и вие како новинари. И сега продолжуват истиот трend. Нека направат една контрола да ги видат сите тие инвалидизирани. Тварди кои земаат, да, ама не луѓе кои што работат во градежни единици, на скелиња се и си земаат плюс пензии. Тоа е таа дупка на приомот. Покрај тоа што ние не можеме да се покриеме со толку невработени и да ги покриеме тие трошкови, ние си правиме и понатамо криминал. И таа е таа црна дупка. Ја не говорам дека подобро е во Европа. Да знаете дека и во Германија е така. Има проблем со пиом. За наредниве 2-30 години тие ќе издржат, а ние дали ќе издржиме наредниве 10-15 години на овој начин работење. Сега како треба да се тоа средите? Има економисти, има паметни луѓе, нека го средат. Плюс старосната граница на живење е зголемена, господине новинар. Поранешно време беше смртноста од 65 до 68, а сега е од 78 до 80 години. Така да парите се потребни за тие пензии. А кај се парите? Сега да ви потенцирам. Ден Дончев сега преди 4 години, кога беше, не знам, не памтам, јас сум изветеран више, имам 62 години, колку изнесе од Македонија пари? Ако е тачно така, вика дека проневерил 20 милиона, 30 милиона, не знам колку. На сето тоа чутиме и молчиме. А ќе ги наградиме само политичарите со 78. А за обичниот граѓани само ќе ни дојдат на врата кога ќе се гласат. Јас сум комуњар, вие сте патриот. И обратно, вие сте патриот, јас сум комуњар. Ќе се ги вадиме очите меѓуземно. А каде е насилјот основен живот? Каде е обврската на политичарите кон обичниот граѓани? Темелот на државата се сега пензионерите за нив. Ја не знам како сваќат и како сака да ние не говориме, некогаш ни излегуваат и полоша енергија од душ во устава, што не треба да го речем, ма некому ќе му пукне филм и ќе каже. Не се трпат повеќе више овие партии. Јанко, ни едната, ни другата, ни третата, ни четвртата. Ние се додека не добиеме политичари кои што биле во минатото извалкани во аут со црвен картон да ги отврдат, а не ги чуваме тука и за нив ќе гласаме и понатаму само се вртиме во круг. А ние овде во телевизија ќе зборуваме. Али што ќе зборуваме? Да ја презентираме вистината. Ја мислам дека нешто појаснив што треба да биде и кажам дека
Нема да издржи филм. Таа дупка нема да издржи. До кога ќе трае, не знаеме. По моje видување, дали 10 години ќе трае. Знаете ли колку во странските компании земаат од IT секторот доприноси и даноци месечни? По 25.000 до 30.000 евра. Кај се тие пари? Кај одат тие пари? Во Скопје има 12.000 инженери од IT секторот. Што значи дека пари привлегуваат, меѓутоа кај одат тие пари? Никој нема води, немаме домаќин. Најверојатно немаме ние домаќин со кого можеме да се соочиме. Сега што треба? Да страјкуваат ли? Да кршат? Не, ја не ги повикувам на тоа. Има многу луѓе ги повикуваат. Не. Нека се протестираат и нека се го бараат своето. Добро, денеска... дали ви дадов доволно простор да се искажете? Ви благодарам. Само уште ова. Апел до сите пензионери. Линеарно, никако процентуално. Не смеат да попуштат. И тоа е најмалата пензија 18.000 денари. Ви благодарам и ве поздравувам. Фала, пријатно, лека ноќ и пријатно. Телефоните се отворени, дали ќе имаме други јавувања, зависи од вас. Јас сум тука, или ќе разговараме, или ќе бидеме малце амбиентални. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Поздрав за телевизија. Добро вечер. Поздрав за телевизијата. Добро слушател. Го демантирам сите емисија. Овој е Петар Коле, партијата, Бугарска партија. Ги напаѓа ги двете партија. Благој се вика Отецкова и се представува од Кичево. Не, за други нема да збориме. Секој Нема да зборам, ама не, знаеме го телевизијата. Се не е исто зборува. расправајте се на друга телевизија. Различни Кај се мене, политичарите. Секој кој ќе се јави за себе да се избори. Уживајте. Повелете. Нешто за пензионерите, што кажа, линеарно не може ова председателката втор мандат и даде ја. Се вика Станка Трајкова. А што е сработила за овие 6 години за пензионер? Ништо. Значи организацијата е трпе, народите ги трпе. Она е пријуна и на сите на ова влада. Сите и за тоа не функционираат. И здравство, и образование, се под закон. Диктатура владеје, затоа се они мора да се слуги и услуги да вршат. И овие исто платеници гласачите. Само прашање. Процентуално или кажи. линеарно зголемување барате вие? Линеарно, јас не се согласувам. Ја знам дека тоа се само од групата на опозиција, на мисла на власта. Линеарно, за да израмниле вие, да речеме, платите со најниските плати. Не може тоа. Ја мислам да израмна со овие, да не е тоа точно. Гледај се што е. Работа е на најниските плати, треба 15% беше Груински и беше Качувал. За плати зборите или за пензии? Највисоките плати има 10%, а пензиите и не платите бе исто се покачуване. Од овие нема. Чекај, ме Само буните. предупреждувам. Пазете, Молим. зборите за пензии или за плати? Пензиите беше 15% кој де, тоа би тумањите. Кога беа двојно помали, мислам, цените. Двојно помали, на 4 ледарки, на 45 динара, 50 динара беше зетино, шикеро, тоа зетино, млеката беа двојно, тројно помали. Сега се дури 100-150 поскапи. И битувањето беше исполнето затоа што живееше се и имаше дури и средна класа имаше. И секој можеше да преживее и да си купе и да му останат пари и коли да купува и на одмори да оде и сега го нема. А презадолжена е државата. Презадолжена, на народ ги барат кредитите и дури позајмуваат, а кој ќе ги враќа? А на народот нема. Дури се закануваат на граѓаните на протестите и на синдикати, и на се закануваат и без име и финанси министар вика кој ќе излезе на протест, ќе го избркаме од работа или ќе му намалиме плата. И ни синдикатите исто го тоа работе. Ова е беззаконие, тираниско владење.
Нема Како- што, се работат по диктат. Тоа е иста Станка, Трајко 2 мандата и бира. Што е сработила и каже колку е качие плате. 2 пат, 3 пат се покачени цените. Сеј, само струјата не може да платат. Што е образованието качено? Кој треба најплатено да е образованието и израслото. Во сите грани. Ништо. Ништо, под закони ще живеат. Добро. Не може. Ово Благодарам не може. многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Ало, Ало, добро вечер. добро вечер. Повелете. Се извинам, сакам да едно мало мое видување. Јас сум моментално корисник на пензија. Бев вработен во приватна фирма, каде што платата мене ми беше 2000 евра. И мојата фирма плаќаше доприноси 23% во фондот за пензија. Кога отидов во пензија, по несобарање, фондот ми донесе мене решение дека пензијата ќе ми изнесува 1500 евра. А фондот мене ми исплаќа плата, максималната пензија во Македонија е 60.000 динари. А зашто мене во фондот за пензиско не ми кажува дека господини вие плаќате да зимате 1500 евра, а ние ќе ви плаќаме 1000 евра пензија. Тоа не ми е јасно како оно, зашто се кај отишле тие пари? Многу сте во право. Прво ви честитам. Ви честитам што сте биле толку способни и тоа е мотивација во животот, нели? Создаваш многу, заработуваш многу, плаќаш многу, за која ќе дојде пензија, на некој начин си вложуваш во себе. И разбирливо е дека пензијата не може да биде колку платата, но 50% разлика е малце многу. Не знам. Друго сакав да кажам, следното што странката што се јави гледачот од тој што беше во Министерството за внатрешни работи, тие таму се една група која беа од зашто се одјавило од Министерството за внатрешни работи од Македонија и отидоа да работат во Белград во Сојузното Министерство за внатрешни работи. А тие години не им се платени доприносите на тие вработени. Зашто се одјавени и не им се платени доприносите, луѓето изгубила по 10 години стаж. Зашто? Ги одјави Министерството на Министерството за здравство требало да ги плаќа доприносите, а луѓето ги осакатила на таа група. Зашто се одјавили од Министерството, а во Србија, кај што изразува, таму земале личен доход нешто. Како се? Ами да земале личен доход, во Србија требало да се плаќаат доприносите. Сега се и фактички можат да остварат право на пензија во Србија, пошто имаат работен стаж во Србија. Ако веќе така. Да ве прашам, Кажете? какво треба да биде зголемувањето? Колкаво треба да биде зголемувањето? Па видете И јас. зошто? видете јас, И што по моје мислите, видите. колку е, значи, на страна, вие лично, што мислите? Колку на еден пензионер месечно му треба? Видите сега, мисля, че ни тука јас не се согласувам со некој работи, не дека се согласувам. Видите сега се направила разликата на пензијата зависи од личниот доход. Некој заработал со основно училиште, некој со средно, некој со факултет, некој имал исти факултет. Зависи од личниот доход каде. Се одредила висината на пензијата, се одредила, се направила една разлика од факултетското образование и од средното образование и од нижото образование. Јас мислам, че не би требало да дојде да има, да не би имало онако, да дојде линарно да се зголеми, например, по 2000-3000 динара се дојде. Ипак оние што се помалите пензии да осетат нешто да видат. Сега да оној што има 60.000 динари, ако дојде во проценти да се покаже, ќе има поголем бенефит него не со 500 динари. Мислиш ли дека си тие треба да живеат луѓе се онако кои пазарот е за сите ист кај нас? Кога ќе појдам јас, мене ми се одбиваше по 3000 динари, 5000 динари ми се одбиваше допринос за здравство, 8% од личниот доход. Јас кога ќе отидам во болница, за мене нема да има посебна соба со телевизор, со туш, со да ме служат таму. И тоа што плаќа до 500 динари ќе појдем во болница, нели? Аз сум плаќал 5000 динари и 8000 допринос за здравство. А они плаќале до 500, во истата соба ќе одим и тој со иде до 500 и јас со 5000 допринос сум плаќал за здравство. Па не би имал нешто така да кажам, тоа да го кажам, видите поздравени и убава вечер. Благодарам и вам.
Ова е Брусли поздрав. Ова е намасте. Интернационални, пошто такви сме ние. Полиглоти. Ова полиглот нешто звучи као... Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, господјо, повелете. Добро вечер, господине Јанко. Многу поздрав до вас и до вашата телевизија Сонце. И ги поддржувам пензионерите за тоа што е многу ниска пензијата, а цените во маркетите по пазарите кај одиме многу е скапо, се исто и за големите пензии со малите пензии, нема поевтино за нас со малите пензии. Јас сам со 13.000 динара, срчев болесник, давам 2300 динара за апчета, башка, други работи, вода, струја, телефоните работи да тргне настрана се, трошиме, мора да плаќаме. Кога одиш у маркето, нема ништо поевтино за нас со маленките пензии, господине Јанко. А зашто мене ме интересира, зашто они на чија си пензиите 78 на 100. И сега за нас како нема да ни качат Платите си ги качија за тој процент, ако господјо. не повеќе по 3 Ближе, линеарно. малце само, едва слушам, немам слушалките, не работат. Двај слушам, малце стрпете се, или пауза да направам да се изнемуабетите. Кажете ми, фер е све, окей. 6 на 100. Не ве разбирам, со довикување само слушам гласови, два ја слушам жена. И бидете поздравени, фала многу. Извинете што не можев да ве дослушам, ми се мешаат гласови, заради жалам поради тоа. Одиме со следниот, но знаете како, игнорирајте мене, јас сум небитен овдека, колку да забришам нешто, да истресам пепелјара, толку ми е важноста, и тоа реално без лажна скромност, другото вие го правите. Ова е ваша борба, ја тука само можам чаша вода да ви донесам. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Се извинам, Јанко, што повторно се јавам, синоќа се јавив, али имам јас од моите белешки кои што како ги држам, какво имаше со доваѓа. А нешто има. Јанко? Да, ве слушам, господјо, имаше јавување, ама исклучи го микрофонот од кај... Нешто грчи, не знам. Господјо, застанете малце да им дадам инструкции. Во ред. Не. Баталија не мрда. Слушаме добро. Добро вечер. Добро вечер. Се извинам. Ке мора да почекате, веќе имам на линија. Господјо, вие продолжете. Не, вие ќе чекате. Втора сте. Ајде, почекаме. Повелете, говорете. Јанко, јас се извинам што повторно се јавам, бидејќи белешките ги најдов и покачувањето од како дојде ова власт од 17-та година. Ги имам за секоја година, а како. 17-та година 0,7% покачување. 120 динара на 15.700. 18-та година јануар 268, то 1,4. 2019 година 115, тоа е 0,5% покачување. 1.7 за 16.530 0,04. Израчунав јас и тоа е точно, 0,04, то се 4 динара ако имате 1000 динара пензија. Ако имате 10.000, по 4,40. Јас за 16.530 земав 6 динара. Тога се јавив на две телевизии. На едне ме снима и кажа на весите, а на другата топ тема беше и се јавив и ги молев сите пензионери.
Сите пензионери ги молиме, овие 66 динара кои добиле тие што има 10.040, додеме да ги вратиме пред владата. Никој не дојде пред владата, бев таму, чекав да вратам тие пари, ните после мене некој да рече ова е луда, ова е ова, как се вика, воопшто не погледнаа пензионерите. Им честитам сега и благодарна сум што се освестија. Исто на 1.7.2019 на 16.530 јас добив 104 динара. Тоа е 0,06. Или за 1000 динара ако имате пензија, 6 динара. Тоа е голем срам, тоа е многу понижување, нечовечко однесување. Тоа не знам. Јас на 2 телевизии во ВС бев уклучена и на топ темата се уклучат. Значи и 19 и после повторно и 20 година, дури ланска година 22 нешто се покачи. Тоа е срам. Мора да биде линеарно. Добро. Немаме ние како пензионери кога наплатите, баш за медицинарите кои им даваа по 2000 динара, линеарно, па тие работат, имат своје работно место, своје задолжение, своје, как се вика, Ворете, ве разбравме образование. дека пензиите многу малце се покачени и дека треба линеарно да се покачат. За здравствените има работници пари, ќе али отвориме линеарно. друга тема. Благодарам за јавувањето. Имаме гледачката која преска се јави. Ја имам се. Ало, добро вечер, уклучи. Добро вечер, Јанко. Ме слушате? Зуење, момент. Зуењето е од вашата буба. Океј, ќе ја ставам мојата. Во ред, ќе ја исклучам бубава, има зуење. Господјо, да, говорете, тоа е. За пензиите. Да, Овде е голем срам што се работи. Прво од врвот на државата. И јас сум пензионерка. Не е важно сега колку ни земале платени и исплатени, да не раскажувам, тоа било поминало, више се помирихме. Како да ви кажам, на нив кој им реши преку ноќ судот да земат 78%. Тој судот е за судење, не е за пензија и давање. не е А само сега за... ни се реши. Господјо, не е само судот. Функционерите си ја покачија платата, сите функционери. Како рекоа, решил судски совет, како беше? Ама тоа све они го решаваат, мора тоа да се потврди преку нив. Па сега нека решат тие истите и за нас пензионери, бе. Зашо? Видиме, а на сите нека дадат. А што им е гајле? Па не им е гајле, тоа е точно. Срамота. Само и во Европа, ваква во Европа нема никад. Никад у живот. Кажете ми колку треба да ви изнесува пензијата да ги покриете трошици? 20.000 пензионер треба да има најмала пензија. Тоа е најмала пензија 20.000 по вас. Па да. Колку вам лично ви треба да го прегрмите месецот? Мене ако ме прашаш, многу ќе ми треба, ама мора да си позачуваш така да... Ако кажи си слободно, нема срам. Мене ми треба 30.000, ама не дават. Уопште немој да се срамиш. Ја тврдам Не е дека срамота. дека човек како мене, татко, под Да. 1000-1500 евра во оваа земја не можеш да се скрпиш. Све друго е демагогија. А народов се скрпува затоа што ако се вработат тезгарат на 2-3 страни и така натаму, па да се скрпат тие пари. Не може поинаку. Потрошувачката, значи, господјо, потрошувачката корпа да купиш 50.000 направили. 50.000 денари. Да. Па сега што правиме муабет ние? А каде е сметката за струја? За вода? За вода, телефон? струја. Каде е за лекови? Каде е кондори да купиш, барем еднаш годишно? Не носиме кондори ние пензионери, не знаеме да обуваме. Да, ја гаќи не купувам више. Па тоа е. Така. Ама тоа е срамота е. И само запрале Европа. Ама каква Европа? Нешто. Ние за Африка ресме, а не за Европа. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Се извинувам поради овие технички ццки пцки, бидејќи гледам дека има гледачи кои упорно
наместо на овие фиксни телефони кои се врзани директно преку нашата техника, инсистираат да се јават директно на Вибер телефонот. Иако па и тој не е ставен за директно, ајде сепак да им ние се обидовме да направиме, но нели сигналите, зуење и така натаму, тоа е невозможно. Вибер, ако се јавите директно преку Вибер, ја ќе ве вклучам, па камера можам да ве... Ако се јавите со вклучена камера, до крај ќе ви оставам емисијата, тоа е веќе интервју. Но, бидејќи телефонско јавување, сакате и вака, ја обично овој телефон, ова е Вибер бројот, ова седи уташна и не се вклучува. Но, за атер на моите гледачи, пензионери, кои кренаа глава, се ќе направам, дали еве имате и преку Skype, и преку Viber, и фиксни телефони. Ако сакате и мојот личен телефон, ќе ви го кажам. 075339955. Ако мислите дека и тоа ви треба за да искомуницирате, се ќе направам да се чувствувате, барем дека ако ништо друго, еве, оваа емисија, луѓето што се јавуваат, имате некаква поддршка. Борбата е таква каква што е, никој нема гаранција како ќе заврши, ама барем е честно да се бори. Никој не им гарантирал ни на нашите предци кога земале пушка и иделе, дека, слушај, гарант победуете, се враќаш жив и здрав, жими се, еве подпишувам. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, кај Јанко се јавувам? Да, Јанко овде, повелете. Здраво, Јанко, добро вечер, ама зборуваш. Ако не го исклучите телевизорот, ја ќе ви исклучам од програма. Е, така. Да? Кажете сега, ве слушаме убаво. Добро вечер, Јанко. Уште еднаш добро вечер, повелете, говорете. Океј. Не, господјо, се зафркавате со мене, не е фер. Не. Се зафркавате со мене, не е фер. Си го чув својот глас таму како ви ечи од дневната телевизорот и си чекате од телевизор. Не чекај, ме слушаш директно од телефон. Значи зборам со тебе. Директно зборам. Како ми викаш, те слушам. Го слушаш телевизорот. 6-7 секунди. Добро вечер. Ало, добро вечер, јас сум го искал телевизорот. Не ми интересира дали сте го искали. Почнете да зборите. Да, добро вечер, Јанко. По пети пат. Добро вечер, повелете, зборете. Добро, нема проблем. Јанко, за пензиите се јавуваме. Знам, повелете. И си дека ве гледав цело време, но ме интересираше и вечерва. Требаше нели гостин да ви дојде вечера во емисијата, не дојде. Не сум рекол дека имам гости. Ке има, си дека се јави, убаво ве слушав 2 сата и рекламите ги гледам време. Ја не, вака ме душу да те прашам нешто. Ти дали можеш да преживееш со 12 пензија? Јас сум многу болна од клевето. 2 пати подавав за инвалидска помош, за нега ме одбија, со 6 диагнози сум. Но ме одбија. Да ви кажам право, но лекови купувам 5000 дарки. И користам пелени, 2000 дарки и од 2 успеав покрај фондот да взимам пелени. Што да правиме, кажи ми, совет бараме од вас. Немој од мене совет да барите. Нити се разбирам од здравство, нити се разбирам од пензии. Ја водам емисија, вие пензионерите протестирате, имате мака и ви давам простор да кажете. Што треба да се направи? Не е фер мене да ме прашува. Ама што да ти кажам? Јас знам да ти кажам. Јас ги поддржувам сите пензионери што стајкуваат. И јас ве поддржувам вас. Не барајте совет од мене, не знам. Добро. Јас сакам да си ја кажам маката, да си ја кажеш. Да слуша целиот народ, така. Да си ја кажеш. Така. И јас не можам да одам на протести, да се прво би отишла на протести да протестирам. Јасно не сум моćна, не сум помошна да одам да протестирам. И вака протестирате. Мола? И вака протестирате, и ова е протест. Добро, благодарам, не знаев. Сега да ви кажам. Нека има, јас вака мислам, моје мислење, да има подписи кој колку пензија взимаме и колку не треба месечно, нека израчунат големите, ние не знаеме,
Ние сме пензионери, остарени, окапани сме и болни сме. Нека израчунаат, тие што рачунаат, колку нас ни треба пензионери. За храна, за лекови и за нега. Ајде, тогаш... јас да те прашам тебе. Колку ти треба тебе месечно рад да си? Да сум. Најмалку 25.000 денари. Верувајте ми, не сум жена што лажам, јас сум многу Немој да се правдаш. Не, добро, нема проблем, ала, не се правдам. Јас да ви кажам колку пати зимам на пишанка од аптека, лекови, чекам пензијата, среќа што ги познам аптекарките и среќа што ми излегуваат во сусвет. И кога ќе земам пензија, што сум се записала за тие лекови, зашто само 3 имам преку социјалното, другите сите си ги купуваат. Ете тоа да ви кажам и ве молам и сите народот нека протестираат и дај Боже да успееме ние целиот народ. Мака мачиме и за храна и за све. Благодарам за јавувањето. Нема проблем, затоа сум тука. Продолжуваме понатаму со вашите јавувања, драги мои. Отворени се линиите. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Јас сум во програма. Да, повели. Сповајте. Па, ајде на помош денешни свети Пантелеймон, свети Климен, светите седмочисленици. Честити милиони кои слават денески слави. Па, пред се многу ме радува што конечно да видам една синдикална, не синдикална, граѓанска свест кај делот пензионериве, кај дел нагласувам, а другите си гледаат сеир, што би рекле. И сега јас сум, ко тогаш, ако протестираат пензионери со најмали пензии, ако се изборат за нешто, само тие да добијат зголемување, а тие кои дома гледаат сеир, да не добијат ништо, дури се вака, ајде да не бидам злобен, и да му намалат овие властани пензиите. Пошто село гори, баба се чешла. Така тие се однесуваат, нели? Сега, тука чудна работа ми се ови од СДС. Тие, кога наводно зголемуваат пензии за 6%, за не знам колку, се фалат дека направиле нешто големо, а би сакал еден СДСовец или од тие министри на ова нелегитимна власт да ми кажат која фабрика ја отворија тие во овие 30 години независна Македонија, па да се полни со тие вработени во таа нова фабрика што ја отвориле СДС, па да се полни пензискиот фонд. За тие вработени се плаќа пензиско и здравствено осигурување и да се полнат здравствен фонд, пензиски фонд, да има буџет, да се полни буџет, да има пари за инвестиции. Значи, ова партија СДС во овие 30 години само уништува, ограбува и македонско предава, но и прави злостор, терор врз сите нас. Сега, исто така така ме радува што на другите телевизии не става тема, во вакви слични емисии, некои поданици на сегашнава СДС власт кажа дека и тие се за линеарно зголемување на пензиите. Чудна работа, нешто имало кајњев, некоја свест на реалност, не се 100% поданици на властва. И замисли, значи, комуњарска работа е процентуално зголемување на пензии и плати. Значи, таа разлика од малите плати и мали пензии, 100% зголемување, таа разлика со големите плати и големите пензии е се поголема таа разлика. И која е тука таа равноправност од поранешна комуњарска партија да воведува таква драстична разлика на мали плати и големи плати, мали пензии и големи пензии. Се надевам дека ќе проработи граѓанска па и национална свест и едно многу ми пречи, што во наша Македонија овие неколку години секој ден се штрајкува, денеска пензионери, утре не знам здравство, други ден не знам, други така некои вработени во јавни институции или не знам било кој земјоделци. Како еднаш не се свестивме дека оваа власт е штетна, уништувачка, предавничка, безбожничка и дека треба заедно цел народ еден граѓански се народен протест и да падне ова власт што поскоро.
Оти вака денеска јас сам, ти утре сам протестираш, други ден трет протестира сам, и кој е фајдето? Значи треба се македонски револ против ова неспособна, злосторничка, антимакедонска и антиалбанска власт, пошто Дуи не е албанска власт, проалбанска, што видоа Арно, албанци од Дуи, освен што изгореа 45 деца живи, со татковци млади и мајки млади, нивни тие во ковид центарот. Овај Ахмети и другите милиони, милиарди може ставија на своје конто, а деца живи гореа. Во криминална фирма за транспорт на патници, каде без документи, без ништо. И благодарам за јавувањето, тоа е веќе друга тема, сигурно ќе има, затоа што ИРЛ отвори истрага, баш ме интересира што ќе откријат, па и нивното видео, кое ако го објават и ќе го прикажам во емисија, па ќе може да дебатираме и на таа тема. Да се фокусираме на пензииве и пензионериве за да биде појак фокусот, да биде појак притисокот, да биде помотивирачки во цела оваа работа. Партиската борба стварно не ме интересира. ВМРО, СДСМ и така натаму ќе си одлучи народот. Ова за пензиите, ова се трајни решенија кои инаку тоа со дупката неколку граѓани, повеќето свесни граѓани, знаеш како да ви кажам, што значи тоа свест? Свест значи, знаеш како беше? Во бивша Југославија работи, му доаѓа плата, баш му е гајле. Денеска вработен во фирма, во фабрика, то како го интересира? Газдата му иде ли добро? Дали имаме залехи? Имаме ли продажба? Затоа што знае дека од сите тие фактори ќе зависи неговата плата, евентуално покачување и евентуална екзистенција. Порано не мислеа на тоа. Не, мислеше голема е државата, голем е Тито, голема е компанијата, голема е партијата, се ќе биде во ред. Арно, ама будењето беше многу тешко. И затоа е потребна таа свест. Така и многу граѓани вечерва кои се јавија на почетокот изразија свест дека ние имаме сериозна дупка во пензискиот фонд. Таа дупка не е од вчера, не е од пред 5 години, таа е преку 20 години. Тоа е таква дупка и тоа со само такви жонглирања се прави за да не колабира. Значи, во секој момент пензискиот фонд може да колабира. И сега, тоа е страшно поради лошо водена политика или икс причини. Но во таков услов, во такво условување, во такви околности, да ти мртов ладен и понатаму продолжиш со енормни зголемувања на имам флодирање. Знам од кого ми е Арсо. Да, вечер ќе биде кркотење со тебе. Енормни изголемувања на платите на функционерите, кои, па да ви кажам, се согласувам дека платите на функционерите, судиите, сите тие, што се во ред. И тие ја следат ценовниот раст, 78%. Ама толку треба да биде и за здравствените работници, и за полицајците, и за пензионерите. Зголемете ги сите 70. Еве, некој 70, некој 75, некој 78. Никој немаше да се буни. Ова нема да ви го заборават. Верувајте ми, нема да ви го заборават. На страна клетва, кого фатила, кого не фатила. На страна. На крај, кога тогаш ќе мора, дали разбирате Джордан Питерсон филозофијата што му е, сакал или не, ти мора да поднесеш одговорност за своите постапки. Иако мислиш дека едина одговорност е поднесување само ако не ме фатат, ако не сум пред суд. Ако ме фатат пред суд, имам врски. Не е баш така. Не е светов создаден само од земскиот суд кој ти си го купил. Или партиските службеници на кои можеш да им кренеш и да ти го спасат задникот. Не, животот е малку поинаку покомплициран. И сме гледале и Божја правда, сме гледале и космичка правда, сме гледале и чудеси како се случуваат, а сме гледале и правни чудеси. Кој веруваше дека Израел
денеска евреите ке го тресат светот, а нема 70 години како сите викавме готови се овие, ги снема, ги попарија. Никогаш не рече никогаш. 41 година никој не ни можел да помисли од сите оние арогантни нацисти кои викаат кој нас не може, ја да вакцинираме, има да креваме плати, има да окупираме, има да правиме што сакаме, ќе земаме пари, ќе вотераме војни. И после им се случи. Што им се случи? Судењето, стрелањето, бесење. Кога тогаш? Океј, не сме ние. Не, од Македонија нема. У Македонија никогаш немало револуција. Од Македонија не потекнало револуција. Револуциите биле во Франција, биле во Англија, револуциите, големите престројувања, макар идеолошки, биле во Германија, големите револуции се случувале и во Грција, но не и во Македонија. Не. Ние ќе чекаме демократските земји да ги направат големите демократски. Еве, многу ми не ја мразат Америка заради ваква и таква политика. Во Америка ќе се случи промената голема, на позитивно. Нема да се случи во Русија или во Кина. Не дај Боже, пак да не сгази руска или кинеска. Тоа е едно партизан. Тоа е, нели, убав е све, Путин е храбар, добар, прави ово, она, ваму, тамо, никогаш не знаеш како е кога ќе дојдеш под негова чизма. А јас знам како било под чизма на КПЈ, како кинезите им било под чизмата на Мао Цетунг, така да ризични се тие работи. Затоа и пазарно стопанство и така натаму. Многу тешко и многу мизерно живеат нашите пензионери. Не само пензионери да се јавуваат, туку сите вие, затоа што овдека се борите не само за пензионерите, туку и за вашата иднина. Овој булшит нивни ако се среди и ние ќе го наследиме. Затоа и вреди, не заради, еве, немаш никој пензионер, ништо, немаш емпатија, но макар заради себе, давај поддршка, помогни затоа што утре ти доаѓаш на ова. Не може да те одбегне, без оглед колку добаро да ти иде бизнисот, пак ќе дојдеш на пензија. И таа солидарност не е важно дали е од материјална корист, од идеолошка, од човечка, од емпатиска, важно да е сложно за подобро на сите. Нема друга борба, бе, човек. Да се бориме, да... Знаете како дека во судењето, ако видиш човек да му треба помош, еве да ви кажам, дека човек ако сака да се самоубие на улица, ти стоиш до него. Ако не преземеш нешто, ќе имаш одговорност. Може би мала, може би материјална, може и ќе одлежиш, зависи од судот, зависи од земјата. Не можеш да бидеш пасивен и да свртиш глава. Одговорност е на суд, личен, морален, етички, религиозен. За секоја постапка, за све. Затоа, значи, мене ми е страв, еве искрено, мене ми е страв да не им дадам поддршка на пензионерите. Затоа што утре ќе ме прашаат, окей, све, многу си фин, си давал, си помагал, ово, оно. Кај беше за пензионерите? Шо па за пензионерите? Па ти ги пратив, еве, имаа мука. Им направивме мака, да видиме кој ќе им помогне. Имаме гледачи на линија? Не? Океј. Ќе направиме тогаш пауза, пушти го спотот кој е колку 7 минути. Така. Ќе идеме со интермецото на Јади Бурек, да малце се рекреираме, а потоа повторно ги отвараме телефоните. Мислам дека издиша малку, нели, но впрочем не очекувам повеќе затоа што и оваа емисија е доволно бойкотирана од А1, нели, не нема на редовната програма, не нема на телекабел, не нема на уште многу оператори, на неколку не има, и покрај тоа успеуваме да допреме до јавноста, поточно не ја, туку вие.
Почитувани гледачи, продолжуваме со емисијата. Најверојатно и некако ќе ја финализираме тука. Продолжуваат протестите на пензионерите од македонската телевизија на нивниот портал. Се протестира во повеќе градови низ земјава, се бара линеарно покачување на пензиите. Поддршка се уште нема од Сојузот на Сдруженијата на пензионери. Еднократно или повеќекратно линеарно покачување на пензиите побараа кумановските пензионери кои своето барање го искажаа во просториите на Сдруженијето на пензионери. Тие се приклучија на барањата на граѓаните од останатите градови од земјава, иако немаат поддршка од матичното здружение. Новоформираниот иницијативен одбор побара и представниците во органите и телата на Сдруженијето да не добиваат надомест за својата работа. Сакаме пензиите да бидат покачени до номинално ниво на човечкото и граѓанското достоинство, кое што ќе му гарантира на уживателот на пензијата еден спокоен и мирен живот во ова наше доба, кога сме соочени со драстични поскапувања, посебно на храната и на лековите, како основни екзистенционални потреби, истекна Љубица Алексовска-Костич, иницијативен одбор Куманово. Но и оние кои не се членови на Сдруженијето велат дека е неопходно покачување, особено по големиот раст на производите. На протест денеска излегоа и струмичките пензионери. Протестите на пензионерите продолжуваат, иако Сојузот излезе со препорака статусот да се решава преку институциите. Тие даваат поддршка на барањето за покачување на висината на минималната пензија и подготвиле предлог кој ќе се достави до Министерството за труд и социјални работи. Подсетија и дека покачувањето од 8% во април и најавеното од 6% во септември пензиите годинава ќе се зголемат за околу 15%. Протестите не ги поддржува ниту партијата на пензионери. Според нив, истите се поттикнати од опозицијата. Од МТСП пак велат дека линеарното усогласување на пензиите е воспротивно на законот и не постои ниту во пензиските системи на европските земји. Во земјава бројот на корисници на пензија изнесува над 330.000. Значи, вака. Протестите не ги поддржуваат Сдруженијето на пензионери, Сојузот на пензионери, Министерството за труд, ниту партијата на пензионери не поддржува. Чисто да сте во малце вака информирани. Океј. Ете, ви благодарам. Дали тоа беше се од телефонските јавувања? Имаме некој? Не? Завршуваме или имаме некој на линија? Ако слушнав добро, дека и... Да, добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Како прво да ги поддржа пензионерите. Како второ, дали имат ваков распон негде во некоја држава, ваков распон на пензии? И како трето, да речам, овие што треба пензиите да и покренат. Не ги покрена пензиите на пензионерите, ги покрена платите нивни. Која опасност претит им претит ними, онока плата да земи, која опасност им претит? Јас сам му можела да предложа едно. Не може да ме прифатите, ама тоа е реално. Од специјалиста, доктор, колку ќе земат плата, други во Македонија да не сме никој поголема од него плата да земит. Тој спасува животи. Некои животи губат, земат плата.
Дали су реална една ова? Ја ве сослушав и ви А? Ја ве сослушав, гледачите ве сослуша, вие си знаете и ви благодарам што се јавивте и си го кажавте мислењето. Ова што рекла за плата за докторите, правилно така треба да биде. Добро. Благодарам ако е тоа се. Ви благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Имаше неколку варијации на темава. Синоќа. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Подршка за пензионерите. Значи, истото, ќе ме грижа совет ако не се јавам да дам подршка. Арно кажем. Значи, таква е раководството, види, не дава подршка. Они се така наместени, тоа е чудо. Зимаат пари од пензионерите и што ќе има некоја природа, ќе ги казни Господ, многу пари зимаат. А наместо да поделат на овие што се немоćни домави, не даваат за 10 души, вика, по 2-3 доста им е. А они многу зимаат. Веруваш ли, тука треба нешто да се смени. Затоа не даваат подршка. Верувај ли, тоа е така усогласено, кој ќе бираат по ограноци, по мед, ова. Тоа е така скришно работат, чудо е. Затоа, повод да излезат помасовно пензионери, инако ништо нема да качат, овие немаат жални греб. Поздрав, подршка голема да излеземе повише. Благодарам Свака за ти јавувањето. Лека ноќ и пријатно, одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало, Добро вечер, повелете во програма сте. се јавувам да ги поддржам пензионерите. Благодарам. Во Повелете. Кај Јанко сум во програма. Многу не ве слушам. Не ве слушам, Јанко. Обште не ве слушам. Ако не ме слушате, продолжете да говорите. Ја ќе ќутам. Благодарам. Јас сум една бабичка пензионерка од 70 години. Работев 27 години, 11 години чекав за пензија, земав 10.300 пензија, а еве 8 години сум пензионер, имам 12.200 пензија. 6.000 давам за лекарства и нека ми каже некој дали може да обстане со тие пари. И како можат на нив да си покачуваат по 70-80%, а на пензионерите со 12.006%, па тоа е греото од Господа. Господјо, колку вам ви треба да прегрмите месецот? Колку пари ви треба? Море синко, колку мене ми треба? Јас давам по 6.000 месечно за лекарство. Ја ве прашувам, колку ви треба месечно? Не ми кажете посебно. Најмалку 2, ја пошто сум сама, струја сама плаќам, вода сама плаќам, телефон сама плаќам. 20.000, скромно да живеам, 20.000 доволно сам. А да живееш нормално, колку ти требаат? Колку ми треба? 500 евра. Толку. Благодарам за јавувањето. Имаше Благодарам. Вчера Сабајле керка ми отиде да купи кило патлиџани и се врати без патлиџани. Зошто не ми купи патлиџани 100 денари, вика. Ти се верува? Па тоа е ефтино. Ја пред некој ден ми побараа, морав јаболчар, 150 денари е јаболчарот. Так. Да си ми живи и здрав. Фала за јавувањето, лека јас ноќ и знам пријатно. дека Инаку, синоќа еден се јави во емисија и рече, вика, ја предлагам, вика, сите, вика, во некој како проект да нема она линеарни, кој колку ово она. Дојдеш време за пензија,
500 евра. Си работел, не си работел, сите по 500 евра. Како ураниловка. Малку беше завртен тој муабет, мене ми беше интересен, немам стручно лице со кого би можел да поразговарам. И една гледачка рече, очекувала гостин и ме слушнала и на реприза дека ќе најавам гостин во емисија. За вечерва никому не сум му свртел, нити чекав, нити повикав некого за вечерва. Нешто не сме се разбрали. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, дали се слушаме? Не. Ќе почекам уште малку и ја затвораме емисијата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јас сум, значи, за протести на пензионерите во 100%. Затоа што ова што се дешава кај нас во нашата држава е катастрофално. Значи, како што може во Европска Унија да имаат пензии по 500-600 евра минимум, а дали работеле 2-3 години, значи не е ни битно, а тука кај нас некои си дали во државна установа работат со години, па зимаат смешни пари од 12.000-13.000 пензија. Како тие луѓе, еве, например, имам пример, каде што секорот и секрвата, значи, зимаат пензија од по 12.000 денари, биле вработени во државни установи, и зимаат 12.000 денари. Како тие ќе зимаат, кажи ми, како ќе платат сметки? Зимно време сметките, значи, се струјат, да бидеме реални, се по 6-7.000 денари. Како ќе се прехрани тоа семејство, кажете ми, со тие 12-13 денари пензија и што ги залажуваат, ќе ви покачиме по јадарка, по 500 денари, по 300, по 200 денари. Тоа имаме ние младите немаме стимул да останеме во оваа држава, да работиме, да дочекаме пензија, за да може да живееме со тие 12-13 илјади што ќе ги земеме некојаш понатака во животот. Многу добра поента. Зошто се бега? Не само за плата, него и кога ќе завршиш, дали ќе имаш пристоен живот тука? Па нема да имаш пристоен живот. Нема да имаш пристојна пензија. Единствено да се изнаработиш негдека преку океански, па да се вратиш тука и со висока пензија да живееш нормален живот. Па јас да ви кажам дека имам, значи јас примери каде што одат, значи надвор идат работат, си стекнуваат пензија тамо, значи тамошна пензија, со тие пари тамо и доваѓаат тука ќе ја трошат, затоа што некојаш во времето живееле тука и сега земаат тамо поголема пензија и овдека доваѓаат ја трошат. А зошто е тоа така? Затоа што тука ако земе пензија македонска, знае дека што може да ја потроши. Пензионерите, нели, дојде месецот, оди значи ја зима пензијата и оди прво аптека одма. Ги зима лековите што му се значи на рецепта и зима да ги плати сметките што треба и пензијата не е за луксус, купува лекови, плаќа струја, вода, пак на држава, тука ги дава. Не ги троши у Грција на одмор, тој не иде на шопинг, тој не иде на одмор, тој тука ги дава парите за леп храна, пак тука за економијата наша. И ние уште правиме проблем од тоа. А ваму, вас младите, ве тераме да бегате од овде да работите, за ако си ја сакате земјата и да останете тука, дури како пензионери. Па тоа е никаков ќар, тоа е распад на државата. Свесно се уништува државата, буквално свесно. Свесно, ама сега јас ќе ви кажам, значи јас една работа. Во држава, значи не е само за пензионерите за ова зона. Еве општо да правиме муабет, иако темата не ви е значи само за тоа. Мислам дека вие само за пензионерите, значи општо сега, значи вие таа темата, еве надвор од темата. Последни сте, слободно говорите, ќе ви дадам колку сакате простор, последни сте за вечерва. Значи еве ќе разговараме, значи не само, ајде да разговараме за здравството, ајде да разговараме значи за све во државата што функционира, како функционира кај нас, а како функционира во запад. Значи ти јас да треба сега да закажам значи на лекар преглед, магнетна да правам или било што, па ја знаеш колку ќе се утепам од чекање. За да закажам негдека нешто да направам. Значи нашето воопшто не функционира како што треба, значи целата наша оваа држава не е само значи или за пензионерите или за се, значи и за млади, и за стари, и за се. Значи некој овдека нешто греши.
Штом, значи, штом нема оправачка, не може, значи, сега некој што работел 30 и кусор години во државна установа да му направат пензија да зима 13.000. Кајко има тоа? А како може, значи, да обстане тој со 13.000? Кажете ми кога еве ги дава, нели, како што рековме, за лекови, за сметки, пак ги дава во државата, пак им го пуни джебот на нив. Или, например, некој си кутар тамо пензионер, за еден ден тамо што го ставиле по извршители по ова понава, па платил 200-300 евра. Зошто за еден ден што не му пресметале во пошта, наместо 385-384, тап за еден ден тој ќе си плаќа за извршители. Изживување. Значи, ние младите, а не само младите, верувајте дека многу и од средната старосна граница, зборам некако 40-50 години, дека сега се одлучуваат и тие да бегаат, не само младите ние. Затоа што гледаат дека нема просперитетов, дека ќе оди, ќе работи нешто тамо на страна, значи у странство, си зима другарски пасоши, си одат си работат во странство, кога ќе дојде ред за пензија, си доаѓат и си трошат од дека пензија. Мојата најголема грешка е што кога имав 39-40 години, децата ми беа мали, рековме со сопругата, стари сме више со деца, не бегаме. И тоа како треба да побегнеме? И тоа сега на стари години, со возрастни јас да ви деца. кажам, значи јас сум таков пример, значи моите моментално, значи се во Германија. Значи пред 3 години се иселија со бугарски пасош. Се спасиле. Значи, и имаат по 50 години, 55 години. И знаеш како, кога ќе дојдат овдека, и сега јас викам, де бе, вчера отидовте они, абе како бе ке вас, вика овдека, види, вика што направиле, ископале ова, ископале она, ги враќаат за пасоши, чекаат тамо по 3-4 месеци и кусор не може да им закажат. Што е бе, вика ова ке вас, бе, вика катастрофа дива лига. Значи, избега не дека финансиски не беа спретни, значи со работа си. Има убава работа, убави примања. Знаеш кога ќе ги прашаат зошто избегавте, вика вие имавте пари, вика доволно. Избегавме од општеството. Тоа им го одговарат на сите. Ви благодарам за јавувањето. Еве, со вас ја затвараме оваа емисија. Од утре натаму, ако бидат телефонски јавувања, отворени ќе бидат за општи теми или било кој што сака да ја навлече тема, или можеби јас ќе правам некои своји скаламуци и тиради, како и да е, или како што рече овој на почетокот господин, стиши го? Сега пушти го. Добро. Како што рече господин Жарко Војовиќ. Жарко Војовиќ нам ја испратио следеќу депешу, у ком ја написао: запрепашчен сам неукусом, незнањем и простаклуком начина на кој водите емисију. Баш. Уште имаше една песна. Бом те фукал, бом те прцал, не буш ми побегал, не буш ми побегал. Драги мои, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Auf Wiedersehen.